фолклор. Извореден начин за дознавање и пренесување на културата на еден народ. Во фолклорот спаѓа приказните, музиката, танцот, легендите, верувањата, обичаите и се она што го опфаќаат културата, подкултурата и традицијата на еден народ. Музичкиот фолклор е музичко творештво создадено од народот, кој во обичниот говор се нарекува народна музика. Науката која се занимава со проучување на музичкиот фолклор се нарекува музичка фолклористика или етномузикологија. Музичкиот фолклор се одразува со повеќе карактеристики. Животната актуелност. За животната актуелност има многу да се зборува. Тоа представува поврзаноста меѓу животот и работата на народот со чувствата кои што ги пренесуваат во песните. Со нивната анонимна авторност, тие се пренесувале од колено на колено, од генерација на генерација. Сепак, музичкиот фолклор не е составен само од музика. Тоа е синкретичен сплет од самата поезија, танцот, играта, гестовите и чувствата што ги пренесуваат со изведба на самите песни. Македонија изобилува со мощно големо културно наследство. Македонскиот народ создал и развивал ретка, но и богат материјална и духовна култура пренесена преку песната и играта, орото и народниот вез. Македонскиот фолклор е богатство. Македонската музика е многу директна, оди право во душата. Се само дел од мислите што светските етномузиколози кои го истражуваат потеклото на македонската изворна песна и споделуваат со светската јавност. Се смета дека македонскиот фолклор е еден од најбогатите на светот. Македонските ораи песни со своите карактеристични и уникатни ритми и мелодичноста заедно со незината разиграност и певливост предизвикуваат воодушевување кај секој што ќе посака да слушне бар дел од една македонска песна. Македонските ораи песни имаат заедничка карактеристика со кој го воодушевуваат слушателот само со едно слушање или гледање на таа народна творба. Македонските народни ораи имаат важно место во македонскиот фолклор и музичка традиција. Орската традиција во македонското народно творештво со својата разновидност во кореолошките елементи и метроритмичката структура може да се класифицира според повеќе параметри во неколку категории. Според етничката, регионална припадност постојат 5 игрорни подрачја: западно игрорно подрачје, југозападно игрорно подрачје, јужно игрорно подрачје, источно игрорно подрачје и северно игрорно подрачје. Според намената и функцијата, народните ора се делат на обредни, се изведуваат во строго утврдено време, место и број на учесници, со специфични реквизити и правилен ред на изведување. Соборски, празнични ора, чие изведување не е строго утврдено за одредено време, место и учесници. Според правецот на изведување,
ора кои се играат движејќи се кон десно и ора кои се играат движејќи се кон лево. Според формата на игра се делат на ора кои се играат во полукружна форма или отворен круг, ора кои се играат во затворен круг, ора кои се играат во змиовидна форма и ора во парна форма на играчите. Според бројот на учесници, со точно дефиниран број на учесници и со неограничен број на учесници. Според половата разлика, машки ора, женски ора, мешани ора и детски игри. Според стилските карактеристики, позицијата на рацете. За раце, за рамо, за појас и со слободно отпуштени раце. Класифицирањето на народните ора во неколку категории или групи произлегува од географската положба и културно-историските, политичките, економските влијанија на разни етнички групи од старобалканскиот и старословенскиот културен слој, како и од народи кои се среќаваат и екзистираат и денес на територијата на етничка Македонија. Западното игрорно подрачје ги опфаќа етничките предели од деварско-реканската етнографска целина. Женски стилски карактеристики се ниски балансирани чекори, поедноставни играчки образци, некои во форма на заодување. Држање за рацете во долна позиција или подигнати во висина на половината и во полусвиена позиција. Машки стилски карактеристики се тешки образци, осмислена изведба и структура, бавни чекори, клекови, поголема крутост во колективниот стил на игра и држање за раце подигнати во висина на гради. Југозападното игрорно подрачје ги опфаќа етничките предели од брсеачката етнографска целина. Женски стилски карактеристики се поголема слобода во играчкото изразување, посложени играчки чекори, ситни и умерени метроритмички образци, балансирани чекори, држање за рацете во долна позиција или подигнати во висина на половината. Машки стилски карактеристики се чекори со подскоци, скокови, сложени играчки образци, држање за рамо и за подигнати раце во висина на гради. Јужното игрорно подрачје ги опфаќа етничките предели од јужно-македонската етнографска целина, која е пресечена со државната граница меѓу Македонија и Грција. Женски стилски карактеристики се ниски балансирани чекори, изразена елегантност во играта и паровна игра. Машки стилски карактеристики се клекови, индивидуална и паровна игра, вртешки и сложени играчки образци. Источното подрачје ги опфаќа етничките предели од Шопско-македонската етнографска целина, предели од Горновардарската етнографска целина и дел од Средно-македонската етнографска целина. Женски стилски карактеристики се ситни и брзи чекори со треперења или дрмежи на цело стапало, држање за појас, а се сетнува и држање за рамо, за раце во долна или полусвиена позиција. Машки стилски карактеристики се динамични, брзи чекори според метроритмиката, чекори со дрмежи на цело стапало и клекнување. Северното игрорно подрачје опфаќа дел од етничките предели на Горновардарската етнографска целина. Женски стилски карактеристики се чекори со поттрчувања, високи балансирани чекорења, чекори со подскоци и воопшто една поголема слобода на играчкото стилско изразување. Рацете во долна позиција или свиени по висина на половината. Машки стилски карактеристики се високи скокови, чекори со подскоци, клекови, вртешки
индивидуална игра и голема уметничко-стилска слободна игра. Секој оро крие своја символика. Македонските ора најчесто го символизираат тешкиот живот низ кој поминувал македонскиот народ низ многу векови. Сепак, има и некои кои символизираат среќа и радост. Едно од најкарактеристичните македонски ора е тешкото. Тешкото оро се смета за едно од најубавите и најтешките македонски ора. За него е многу напишано и многу зборувано, бидејќи представува важно дело на македонскиот музички фолклор. Географски, како и носиите во кои се игра, потекнува од областа Галечник во северозападна Македонија, на планината Бистра. Во основа потекнува од моментите кога печалбарите заминувале на печалба, го играле на крајот од селото, на местото каде се разделувале со неблиските пред да се впуштат на патот кон непознатата исцрпувачка работа од туѓина. Но, со тек на време прераснува во химна не само на печалбарството, туку и на сета тежина и горчина собрана во македонските души низ безбројните векови робување. Орото започнува со удари на тапано и со пискотот на зурлите. Игрорците се движат бавно и формираат круг. Ороводецот дава знак со шамивчето и игрорците се фаќаат за рацете. Со смиреност и достоинство започнува танецот со приказ на замачниот живот на македонецот. Тешкото потекнува од мијачкиот крај и неговата суштина етнолозите ја поврзуваат со печалбарството како судбина на луѓето од овој планински предел во Западна Македонија. Традицијата ни раскажува дека печалбарите од Лазерополе, Галечник, Гари и другите мијачки села на верскиот празник Петровден се враќале во родниот крај за да учествуваат на свадбите на своите роднини. За време на веселбите, тешкото се изведувало со силни емоции, восклици и тага поради скорешното заминување на печалбарите, а често и на младоженците кои во селото си ги оставале невестите. Така настанал и обстојувал низ времињата, овој символ на тешкиот печалбарски живот на мијаците. Невестинско оро. Облеката која се користи во оваа кореографија е стилизирана, со природни материјали и тие се наврват на квалитетот и на вештината на луѓето кои рачно ги изработиле овие фустани. Повеќето костими конкретно тежат околу 19 до 20 кг. Оваа кореографија треба да се изведува само во случај на искусни играчи, бидејќи има многу тешки чекори за време на играњето. Играчите мора да работат на останување на сите прсти на време. Тие не носат чевли, но конкретно носат жилави обувки наречени опинци. Кореографијата невестинско доминира во западната страна на Република Македонија. Името на играта кажува дека тоа е игра што невестата игра за последен пат, како девојка со незините пријатели, пред таа да ги остави незините родители во куќата и заминува да живее со незиниот иден сопруг. Ова треба да биде незиниот последен збогум со незините родители, роднини и пријатели. Игри од Егејска Македонија.
Игрите од овој дел на Македонија имаат карактеристични носии кои наликуваат на градска облека, посебно женските носии. Во сплетот може да се чуат песни од Костурско и од други делови на Егејска Македонија. Специфични се костимите кои што изобилуваат од црвени и зелени додадени платна и специфично е што ова орос се игра во чевли. Водарки. Женска кореографија во која е прикажан дел од секојдневниот социјален живот на девојките, односно нивното одење по вода. Оваа постановка е склоп од различни игри и елементи од повеќе региони во Македонија. Носијата е од полог, а ората кои се играат потекнуваат претежно од Источна Македонија. Специфично е тоа што орото започнува со бавни движења, за на крај да заврши со брзи и подскокливи движења. Ѓурѓовден. Кореографија која представува сплет од повеќе фолклорни карактеристики на македонското поднебје, поврзани со празнувањето на најголемиот пролетен празник Ѓурѓовден. Овој празник го празнувале девојките кои пееле песни за плодност и здравје, но и овчарите кои на овој ден заминувале на планинските пасишта. Жетварка е помасовна мешана кореографска постановка инспирирана од жетварската дејност. Преку ората, действијата и песните се најавува обредно обичајниот карактер на играта во која се опишува почетокот и крајот на жетвата и ритуалите за добра, безбедна и плодна жетва. Финалето го опишува селскиот собор на крајот од жетвата и е инспирирано од ората Полјачко и Подтрчулка кои потекнуваат од Овчеполие. Македонскиот фолклор крие мощен голем број на народни ора и песни. Ние ви набројавме и представивме само дел од најкарактеристичните македонски ора. Се вели дека убавото никогаш нема да се заборави. Македонските народни ора и песни за секогаш ќе останат во срцата на македонците, запаметени како еден убав дел од македонскиот фолклор.